животот постојат малку луѓе кои што кога ќе ги сретнете, можеби од прв пат, ќе ве освојат, ама максимално ќе ве освојат со својата харизма, со своето знаење, со своето умење и можеби никогаш повеќе да не ги видите, меѓутоа ќе се сеќавате на таа средба. Но доколку имате можност понатаму да ги следите, односно да ја следите незината активност, тогаш ќе сватите дека какво богатство имаме во Македонија. Анета пишува: добре ни дојде во емисијата Неделен магазин. Денеска си наш гостин, а ќе се обидам преку овој наш разговор и средба да ги враќаме некако спомените од нашето запознавање. Да, благодарам многу за поканата и за тоа што ќе ви бидам гостин во емисијата. Многу ми е голема чест. Анета, не секогаш луѓето кога ќе напишат нешто на социјалните мрежи даваат некоја порака. Меѓутоа, те следам долг период и секогаш знам дека сето тоа што ќе го напишеш, практично имаш и извлекуваш некоја порака. Онаа слика или оваа слика од последната твоја појава, порака е гостувањето во Индија. Што беше поводот? Поводот беше едно мое членство во ГЕСТО, тоа е една меѓународна организација која што дојде и во Македонија пред неколку години. И преку неја запознав многу жени кои што се во бизнисот. Значи, таа претежно е организација за жени во бизнисот, жените во културата, разни има 100 категории на жени кои што се бројуваат таму. Со тоа што јас бев и во Португалија и таму ја запознав една од тие важните жени која што е во таа организација, се вика Вирџинија Ривиера, и она ме покани мене во Индија на неколку настани. Значи, тоа не беше само еден настан, туку тоа беше саем на женско предприемништво. Така да имавме ние 3-4 средби со многу важни таму жени, како тоа што бевме и во филмскиот град, и бевме и на конференција каде што јас бев панелиста, и мислам дека тоа беше едно многу јако сознание за мене, бидејќи никогаш не сум била во Индија. И да ви кажам, ако ме прашате како Анета се чувствуваше во Индија, Анета се чувствуваше како Алиса во земјата на чудата. Бидејќи навистина тоа е еден многу интересен голем простор кај што различностите се неверојатни. Имате, значи, од голема, како да кажам, сиромаштија до богати, кои што јас мислам дека и во светот се едни од најбогатите луѓе. Привилегија е да се биде турист или гостин во Индија. Индија е една стара цивилизација. Индија, земјата на Санскрит, земјата на Веди, земјата на будизмот, Индија, земјата на противречностите, каде што од една страна ќе влезете во куќи како што влеговте, каде што има позлатени покриви, а веднаш до нив од другата страна ќе видите бездомници кои што пијат вода, не баре која што е застојана вода. Меѓутоа, познавајќи ве дека имате силни чувства, предпоставам дека тоа многу силно и емотивно го доживеавте. Да, точно, беа измешани. Не е тоа баш многу пријатно кога ќе излезете на главните улици, знаете, таму е сосема различен животот. Таму имате дури, да кажеме, кравата им е свето животно, тие одат заедно со сообраќајот. Исто така имате и мајмуни, не смеете да го погледнете во очи, бидејќи може да ви го земе телефонот или да го сликате. Така да, многу интересни ситуации беа. Тоа бевме во повеќе градови, значи, ги посетивме културно-историските споменици, кои што, како да кажеме, Тач Махал, и потоа бевме, тоа е во Арга, па потоа бевме и во Џампур, каде што се наоѓаат исто така некои дворци на поранешни владетели во тој простор. И навистина тоа е едно големо искуство. Јас најдов и пријатели таму, бидејќи ние бевме една меѓународна, како да кажам, собир на меѓународни, беа од околу 10 држави бевме во тимот, беа од Шведска, беа од Америка, така да секаде одевме заедно со автобус и тоа се беше организирано на едно убаво високо ниво. Две жени од Македонија направија таков еден прекрасен мост за кој што
од една страна ги запознавате како прекрасни панелисти, меѓутоа од другата страна ќе видите една таква харизма и една таква привлечност каде што можат да управуваат со светот. Предпоставувам дека ти годат такви комплименти. Да, ми годат и да ви кажам, знаете, интересна е Индија, мислам, јас сум патувала во многу држави. Али во Индија, кога ќе се појавите малку со друга боја на кожата, особено ако сте како и вие и јас плава, тогаш не можете по улица сите сака да се сликаат со вас. Мене толку ми беше тоа интересно од почеток, мислам и јас така некако бев срекна дека цели фамилии со дечиња сите сака да се сликаат со мене. Потоа некако по вториот, третиот ден ми стана и напорно, викам леле ова што се нели селебрити си малце тешка и моди. А инаку Индија е многу гостопримлива за странци. Неверојатно колку они према странците се љубезни и без разлика на целата таа гужва и на целиот тој сообраќај и на се. И знаете, бев зачудена дека очекувате дека ќе има многу криминал. Не е така, не треба да се плашите да одите по улица, не треба, мислам, не, сите се љубезни према вас. Апсолутно не е тоа нешто што треба да ве плаши ако одам во Индија, се нешто да не ми се случи, зашто се дури поразвиени земји сум видела каде што не можете. Не сте толку многу безбедни. Гледајќи од индиските филмови кои што кога растевме ние како деца беа многу во мода да се оди во кино и да гледаш индиски филмови. Некако убаво беше кога жената ќе добие сари и тоа беше реткост кај нас, меѓутоа ти исто така имаше таа привилегија како подарок да добиеш неколку сари од 7-8 метри, каде што има правила како треба да се застане со десната рака, наколку со другата рака да се сврти околу телото што ќе остане над главата. Меѓутоа, ете ти успеа тоа да го направиш и во нивна честаме и за себе си направи една убавина. Да, ми покаже една пријателка која што е од Австрија, ама она веќе години живее таму и од прилика некако пробавме да го наместиме. Сакав да се сликам за да ја покажам на таа пријателка од Индија дека еве навистина многу ми се допаѓаше и бојата и се и добив 2 сари, бев и во една друга исто така еден друг дом каде што исто така они имаат голем обичај на поклонување. Вие одите на гости, наместо вие нешто да однесете, тие вас ви даваат. И така да мислам дека во на првата конференција која што бевме, тоа беше организирано од UN жени во бизнисот и таму имаше многу значајни жени од Индија. Навистина беа неколку кои што да кажеме беше како да кажам мајката на аюрведа методите, која што е многу позната и која што сите ја почитуваат. Исто така беше една од најголемите донатори на хуманитарните тие организации таму што прават цели школи за девојчиња во руралните средини. Фактички еден дел од посетата беше посета на присуство на конференциите и нели разговарање околу проблемите на жените, а другата беше и како да се унапреди образованието на сите полиња, така да бевме и во еден универзитет каде што тој универзитет ги школува младите за уметност, режија, телевизии и така натаму, бидејќи знаете Боливуд е една од најголемите индустрии таму. А не таму. Девојчето од една убава населба во Скопје со преубавите очи, девојчето ќерка на познат лекар доктор Антов, не отиде по стапките на својот татко, меѓутоа една од ретките, меѓутоа и една од првите која што ги направи првите чекори во информатичкото општество и можеби ја отвори вратата на едните женски генерации. Оти во тоа време беше многу чудно жена да се запише, односно девојка на твои години, 17-18 години, да се запише во тоа време на машка професија. Меѓутоа успешно оди таа приказна, гледам оди дури по жолтени страници, колку години од почетоците, Анита? Да, оваа година 35 години откако сме предпријатија, ние почнавме пред 90-та година, 1990 година, 35 години од постоењето на Ултра, од основањето, а 30 години од Дунет, сигурно знаете, првиот интернет провайдер во Македонија, така да оваа година имаме јубилеј за славење.
И навистина беше тоа, сега јас кога студирав тоа беше 80-тите, 82-3 година, тогаш се запишавме. Беше Средно учеше во Корчагин, Во Корчагин завршив, да, средно. И да ви кажам, тоа никако не беше баш нешто што јас највеќе го посакував да одам. Иако бев математичка паралелка и бев добра во гимназија, ученичка, повеќе ги сакав општествените науки, највеќе сакав филозофија, сакав глума, одев глуме во театарската работилница при филозофскиот факултет скоро 5-6 години од дете бев таму. И многу сакав да одам на тие науки, филозофија, книжевност. Но некако родителите, дома мајка ми правник, татко ми доктор и као не е баш тоа добро сега да се оди на тие факултети и мајка ми напише еден список на кој можам да, нели, се поволни, нели, фамилиарно за нив. И јас гледав дека електротехнички факултет се наоѓа одма до драмски факултет. И фактички спои патиките. И така да, јас некако тука ми беше спојот. Но воопшто не сакам од оваа перспектива. Јас сега дури зборувам на девојчиња, јас сум мотиватор и ментор на млади, помлади девојки, зборувам и во основните училишта, зборувам и во гимназиите. Заради тоа што ете така јас ја ги охрабрувам да одат, знаете што е работата. Ако сакаме да имаме вистинска рамноправност, мора да имаме финансиска независност, ние жените. Кога гледам канадското и македонското знаме, меѓутоа имате и уште една титула. Како дојдовте до тоа да бидете конзул на Канада во Македонија? Да ви кажам, тие ме побара. Јас тоа беше некој они има некакво барање за конзул, они сакаа заради, знаете, Канада е многу отворена земја, таа е многу gender equality, тие рамноправност на жените и они бара жена за конзул, мислам дека во тоа време, тоа беше пред едно 7 години, 8. И јас не ги познавав толку, немав толку никакви контакти, ако ќерка ми тамо студираше, заврши магистратура на Универзитет в Торонто, но сепак они дојдоа по една друга линија на овие што ни се хуманитарни организации, претежно со жени. И така да јас одела кај неколку такви организации и скоро 90% од нив мене ме препорачале. И така ми се јавија по телефон, рекоа сака конзулот од Белград да ве види. И јас изненадив, викам не знам што сака, ти дојде, они рекоа имаме ние конкурс кај што имаше 14 кандидати, не бев само јас. И тоа поминуваше. Значи цел процесот траеше една година скоро. Значи прво поминувате еден филтер, друг филтер и сите тие услови да ги исполните. На крај, значи се одбра од тие 14, 4 останавме, така да тие веќе документи отидоа во Отава, во нивното министерство, веројатно, и тамо ја донесоа одлуката, да. И не направија грешка, тоа сум сигурна. Многу познати светски ликови доаѓаат кај вас, ви одите тамо и дека тоа го правите на еден толку убав природен начин, каде што луѓето уживаат во средбата во вашиот дом. Да. Да ви кажам, ние и како семејство години некако сме во таа дипломатска шема со странци, бидејќи децата ми учеа во училиште кај што беа повеќето дипломати. И ви кажувам, некако после таа работа на конзул ми дојде некако природно, бидејќи јас ги имав сите контакти со сите, како да кажам, амбасадори кои што поминале низ Македонија и со повеќето од нив. Не е тоа дека биле некои дипломати, ние навистина сме станале многу добри пријатели. Значи ние и они кога веќе не се амбасадори и не се дипломати или се во пензија, ние си одиме кај нив, они доаѓаат кај нас, така да мислам дека тоа некако цел живот ме радуваше и ни беше убаво и на мене и на сопругот. И мислам природно, да. Гледате дека не ве потценуваат, дека сте рамноправни со нив и мислам дека така некако и самодоверба добивате дека таа самодоверба многу нас ни фали во Македонија, дека не се странците нешто сега што ние треба да им се плашиме, ама треба да бидеме на рамноправна нога со нив и се што зборуваме да биде тоа издржано и аргументирано. Секогаш тие контакти со дипломати може да доведат државата во една подобра позиција. А колку човек треба да биде внимателен со вештачката интелигенција, често пати се зборувала и на панел дискусиите, но едно твое кратко видео заедно со
при посетата со вашиот сопруг кај синот Петар, мислам Сан Франциско дека беше тоа, влезе во автомобил, такси, во кој што немаше возач. На сето тоа што си го учела теоретски до сега, ти го виде во живо и тоа беше реакција, буквално реакција на дете. Знаете, едно е кога гледате нешто на YouTube и ги гледате, јас со години ги пратам, јас да кажеме тој Џефри Хинтон што доби минатата година Нобелова награда, ајде, фактички таткото на ChatGPT, и тој работеше со години во Google. И си даде човекот отказ пред 2-3 години заради тоа што сака да објасни на светот колку може да биде опасна вештачката интелигенција ако не се воведат некакви правила. И сега, кога тоа, значи, мене сето ми беше јасно некако теоретски од гледање YouTube канали, филмови и сите тие работи. Но кога тоа ќе го видите во живо, кога ќе се качите во кола во таков сообраќај и нема возач, и таа кола ве вози каде што вие сте и напишале, тоа е нешто неверојатно. Неверојатно е чувството. И дури е поевтино, не знам, 3 пати од обичните тие Uber такси. Знаеш, просто века право. Не, ако добро, ма Вие како си се... Фасцинантно е. Си се прешалта? Фасцинантно е, стварно е. Јас викам на синот му, викам, Петар, зошто е ова волку ефтино, ние да сме како експеримент дека сега за тоа. Скоро и неверојатно да не беше само во, да ви кажам, не само во такси автомобилите, него да кажеме во рестораните. Ви имаше такви кафеа каде што воопшто немаше човек. Нарачувате на еден таблет и тој роботот ви дава, ви прави кафе какво сакате, него му плаќате да се чудите со картичка. Мислам, неверојатно каде оди тоа, мислам дека Сан Франциско е таму кај што е центарот сега, бидејќи големите од Силикон Вели се таму компании и мислам дека они вежбаат на вистина на таа приказна таму. Заради тоа што таму ви треба, знаете, за таа работа ви треба и многу јака инфраструктура. Тоа ви треба специјално улиците да бидат снимани со камери, да се знае точно каде е печачки, каде е семафор, каде, значи не може тоа туку така да оди во приказната. Да, мора да биде, да. Вашите деца, културни, воспитани, образовани, ќерката заврши во Канада и се уште се наоѓа во Канада, синот на престижни универзитети, последната дестинација беше во Сан Франциско. Сакам да го споиме нивното образование и нивната успешна кариера и прекрасното CV на едниот и другиот, меѓутоа сте поборник и тоа жесток, гласен поборник да си ги вратиме децата дома. Да, и да ви кажам, една работа успеав, додека не ја донесов ја одлуката, се ми се врати тука на 30 декември, да јас сум многу среќна. Значи, вака, ќерката моја заврши во Англија и после тоа магистрираше во Канада. Универзитет в Торонто има многу добра работа, она таму работи на универзитетот. Торонто работеше претходно 6-7 години во владата на Канада, Provincial Government на Онтарио. А синот заврши исто и велик универзитет, он заврши вештачка интелигенција, Artificial Intelligence и дури беше и асистент тамо и потоа одма го запослија во Facebook во Сан Франциско, во Мета. Работеше скоро 3,5 години и не можеше, значи без разлика на сите услови таму, он сакаше да се врати. И мислам дека Америка е различна од Канада, дека е потешка за живот и без разлика колку ве плаќаат. Јас мислам дека таа во Силиконската долина многу добро се платени инженерите. Али во секој случај, еве сега, јас тука се запосле кај нас во фирма, некој треба да продолжи фирмата, бидејќи ние сме собственици со сопругот и многу се радуваме заради тоа. Навистина, и мислам дека ќе успее. Да, ама за да успее тој, тоа што ќе го донесе да го пренесе овде, ќе треба да дојде до многу бариери кои што ова наш систем и општество сакаат да не ги вратат децата, меѓутоа кога ќе се вратат, административните препреки им прават голем проблем. Дигитализацијата на администрацијата, значи, не се направи и затоа секој чекор овдека што да извадите било каков едноставен документ вас ви прави проблем. Треба со денови да чекате, да фаќате врски таму кај што не ви требаат врски. Мислам, за еден извод од матично или за нешто брзо што ви треба, не знам, неосудуваност, некои хартии таму што уопште и не треба ни да постојат.
Вие цело време морате некој да барате некој како услуга од некој, па потоа треба нели као должни сте. Така да мислам дека тука е проблематично. Тоа на запад не е така, значи се ви добивате онлайн сите документи. Дори имаат и бенефити кои ќе се вратат да. повратни. А не така како една комплетно реализирана жена. И во бизнес планот, и во приватниот план, и како жена, секогаш си личност која што си поканета на сите важни манифестации, на сите важни настани. Те гледам дури на модните настани, како икона те доживуваат повеќето и од модните креатори, меѓутоа и од публиката. Оставаш пешатот, доминантна си во секој случај. Ме интересира твоето размислување. Од едната страна ете вие со вашиот сопруг, со семејството, со луѓето за кои што лобирате за Македонија, од другата страна ние како медиуми, често пати сакаме да кажеме што е тоа толку тешко, ова убава, преубава земја во која што странците се чувствуваат преубаво заради музиката, традицијата, заради културното наследство, заради храната, да не можеме да ја направиме еден убав бисер на Балканот. Тоа е најтешкото прашање што јас цело време си го поставувам и навистина јас дека патувам многу. Јас не можам да ви кажам колку нашата држава е убава. Луѓето не знаат што е критериум за добра држава. Значи, јас и у нордиските зими кога ќе одите таму, те врне дожд, те дува, те се им е, значи се произведува, да кажем една Холандија 60% е под море, мислам, немаат ни копно што се вика. А за најголеми производители во тие оранжери и нив на зеленчук во светот. Јас да ви кажам, зборувам IT, Artificial Intelligence, јас да ви кажам, нашава земја е жално е што нема земјоделие. Значи, ние го уништивме земјоделието. Сега за Великден, се што купив, од патлижанче, пиперче, нешто да направиш софра, се беше или грчко, или турско, или од Египет, абе и оризот, не знам, странски увезен. Значи, знаете како, сите нешто, ние сме 1,5 милиони народ, знаете колку е тоа малку. Еден Делхи е 38 милиони, еден град во Индија. Значи, ние можеме оваа држава да направиме за многу кратко време да биде добра. Само што мора односот да се промени кон сакањето на државата. Мене да ви кажам, викате вие, ја знаете, ме гледате без знамето, не одам нигде. Го направив тоа и од шатор вака шипката, за да можам да го спакувам, за да можам да го носам. Бидејќи треба тоа со чувство да го правите. Не знам, многу имаме негација према тоа што е наше. Се нешто нас не ни чини. Ама што и да се направи, се нешто некој друг ни е крив, некој и мислам дека тоа е лошо. Тоа што јас одам и викате присутна сум. Знаете, јас сум 62 години наполнив прошлиот месец. Јас да ви кажам, сакам, дур можам и тоа што го правам да биде како треба и да биде најдобро. Инаку импровизации не сакам да направам. Како да смениме стратегијата? Ги имаме сите потенцијали, луѓето не можеме да ги смениме. Што треба да биде некоја иницијатива повезана, дали од бизнес секторот, дали е туризмот да се наметне некако, ти толку убави места има во Македонија, особено Берово, каде што вела дека е втората Швајцарија заради концентрацијата на кислород, Охрид, Дојран, секаде каде што секоја педа во оваа земја е преубава. Да, ние прво треба да си ги знаеме знаменитостите кои не се најважни во државата. Значи јас имав една принцеза од Париз која што напиша книга за нашите цркви од 11-12 век, византолог, кој што ја презентираше во најдобриот замок таму во Париз, беше директорот на Лувр и директорот на Нотр-Дам де Пари, и она е одушевена од нашата држава. И јас ви кажувам дека кога ја носев по нашите манастири и цркви, кои што се сериозен споменик на културата. Не сакам да сега да мешам вера, ово. Значи, не можам да ви објаснам дека сите беа заклучени. Значи, морате да го барате клучот за да отворите. Значи, ние не ги почитуваме тие работи што ние ги имаме одека. Треба да се концентрираме на тоа што е нашето најстаро. Кој ја измислил азбуката?
па ние овдека, кои се тие биле први универзитети тука. Ние, значи, основните работи ние запливавме во некои води, не знам, чудни, кај што не знаеме. Треба да се вратиме на основата, на Ние патеката. прво треба да си направиме концепт. И јас мислам дека многу треба една промена на луѓето во нивните мисли и мислам дека недостасува некако луѓето малце да прошетаат по државите за сите тие приказни, пошто сум ги видела, да одат да видат како е, да поседат малку, да не само во Грција на одмор, него да поседат и во други странски држави, да видат дека таму не За да го донесат цутат тука. рози, да. Да, ти благодарам многу за денешното гостување во емисијата и сметам дека сето ова што го кажа, особено ако ја гледаме Македонија да биде навистина она што заслужува да биде, еве заеднички да направиме медиумски, па и со некои панел дискусии, да ја подигнеме можеби свеста и кај политичарите, меѓутоа и кај бизнес секторот, сите заедничко предпоставам дека ќе дојдеме до некоја заедничко решение. Да. За доброто на земјата и за доброто на сите нас. И јас ви Благодарам уште благодарам еднаш. на вас и на колегите за присуството.